Помалку е бизарно кога старите политички волци кои сакаат уште малку да глудаат од коската на власта и делат поуки на новата генерација, која треба да ги замени оние што си имаат прејадено. Тврдењето дека е добро да се угледаат на нивниот апетит е лоша препорака за дебитантите, особено ако тој што ја дели лекцијата не забележал дека во шумата, после подолго време, се појавил ловец. Добро е да се земе искуството и да се земе искуството од претходните градоначалници кои што биле од ВМРО ДПМН. 2 месеци затвор доби градоначалникот на Кавадарци Александар Панов. На општина Неготино архивата цела е на фотокопирање, бидејќи се прави претрес на целата архива. Ние или вие сме лицето на партијата во градот и во општината во која што сме. Пауза. Лицето на партијата во државата е владата. На тоа лице има една уста, чии уши изгледа не слушаат што таа говори. Проблем немаат, само очите. Важно за нив е само да бидат малку пошироко отворени, бидејќи од нивната перспектива најлесно може да се види дека тоа што се зборува нема баш никаква врска со тоа што се прави. Конфликт на интерес е таму каде што јас директно одлучувам или имам влијание да одлучам. Согласно закон, јас не смеам да управувам со нив и не управувам. Имате управител и ве молам, обратете се, значи, за информации кај управителот на Фероинвест. Јас не се повлеков од тендерот, него дозволив едноставно да не го добијам. Пауза. Несакањето да се види тоа што на сите им очигледно е дел од традицијата на политичките драмолетки. Во нив невештите глумци, за да не им се открие веќе пробиеното сценарио, со доза на театралност сакаат својот лик да го представат во светло, инакво од улогата што ја одигруваат. Ваши пратеници има снимки, сме ги виделе тие снимки, верувам нема да кажете дека не сум ги видел ни тие снимки, ги отвара вратите на собранието. Ја видов многу снимки каде што наши пратеници ги се бореа да им помогнат на луѓето од СДСМ, против кои што беше најмногу насочен гневот. Сепак може да се каже гледате што сакате, а не нешто гледа и голем број на јавноста. Видов, но е не целосно јасно. Треба добро да се разјасни тоа. Пауза. Кој знае како треба да се разјасни тоа, ако не луѓето што го сторија злоделото се однесуваат игнорантски кон тоа што го направиле, без грижа на совест за тоа колку кобен можеше да биде епилогот од бесрамниот чин. Во таква ситуација, навистина не помага ништо. Нема разбирачка. Ви кажав, ви укажав. Ако не ме разбирате на македонски, може да се вратам да ви зборам на албански, ама и така не ме разбравте тогаш, си земав обврска да ви нацртам. Обидот без прифаќање на еден јазик како универзална форма на комуникација да се нацрта некакво ново лице изгледа безуспешен, не затоа што лицемерно се купува довербата со невообичаен стил на додворување, туку затоа што зад шминката повторно се гледаат брчките што не може да се избришат. Зошто ние би биле против албанците? Не би се чувствувал пријатно да сум поддржувач и член на Социјалдемократскиот сојуз кога ја слушам оваа изјава на господинот Кирацовски дека Невзат Бејта е најдобар кандидат во Гостивар или Теута Арифи е во Тето. Нема да се чувствувам убаво. Навистина. Ние немаме ништо против албанците, дали вие тоа го разбирате? И на крај. Пауза. Во таква временска состојба ќе останеме, се додека, конечно, не се разбереме.